Почитувана госпоѓо Вилма Трајковска, Трак Стефане, почитувани членови на семејството на починатиот поранешен председател на нашата држава, господинот Борис Трајковски, почитувани членови на семејствата на починатите најблиски соработници на председателот Трајковски, дами и господа, ваши екселенции, драги гости, пријатели на нашата земја, почитувани пратеници, денеска одбележуваме 15 години од трагичниот настан од авионската несреќа во која го загуби животот председателот Борис Трајковски и уште со него осумина негови најблиски соработници и членови на екипажот на авионот. И на овој ден председателот Трајковски го прави тоа што најдобро го знаеше: да собере, да здружи, да обедини, да ги прибере околу себе членовите на заедницата. На овој ден, пред 15 години, во раните предплатнени часови, светот го обиколи страшна, трагична вест. Во авионска несреќа кај Мостар, додека ги извршуваше своите државнички обврски, загина председателот Трајковски, членовите на неговата придружба и пилотите во авионот. Светот се соочи со фактот дека во тој тажен момент беше прекинат животот на државникот Трајковски, додека беше во полн подем со инспиративна политичка зрелост и политички континуитет, што оставија длабока и неизбришлива трага во историјата на современата независна македонска држава. Ненадејната смрт на председателот Трајковски ни одзеде голем државник, безмерно сакан сопруг, татко, брат и пријател. Ни одзеде сограѓанин кој со изворедна енергија, истрајност, мудрост и трпеливост ја извршуваше највисоката функција во нашата земја. Мојот сограѓанин Борис Трајковски е роден на 25 јуни 1956 година во Струмица. Дипломирал на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во 1980. Беше избран за председател на Република тогашна Македонија, сега Република Северна Македонија, на 15 декември 1999 година, како втор председател на нашата независна држава. Предходно беше 12 години на чело на младинската организација на Методистичката црква во поранешна Југославија. Во своите рани политички години беше председател на Комитетот за надворешни работи на ВМРО-ДПМН. Во периодот од 1998 до 1999 година ја извршуваше функцијата заменик министер во Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија. Со својата знаменита и впечатлива фигура беше секогаш препознатлив и активен учесник на долга низа меѓународни настани, конференции и форуми, главно на теми за решавање на конфликти, верска толеранција и слобода. Имаше само 47 години кога беше прекината неговата политичка кариера. Кога беше избран за председател, беше најмладиот председател на држава и врховен командант во историјата на регионот. Тоа го определи Трајковски да му припаѓа на генерацијата млади и современи европски политичари. И не само заради возраста, туку и заради неговиот модерен политички пристап. Трајковски во фокусот на своето внимание и посветеност ги имаше на тамошната демократизација на општеството, почитувањето на човековите права, зајакнувањето на граѓанското општество, развојот на пазарната економија, владење на правото и борбата против корупцијата и криминалот. За свој врвен и првенствен приоритет ја имаше поставено заложбата за подобрување на животниот стандард на граѓаните и за еднакви можности за граѓаните, без оглед на нивната политичка, верска или етничка припадност. Разговараме да создадеме општество засновано од индивидуалци, не од етнички групи, од граѓани, не од малцински групи. Имаше обичај постојано да подсетува и да препорачува. Во однос на своите надворешно политички определби,
Трајковски беше максимално посветен на поттикнување на соработката во Југоисточна Европа и на спроведување на неговата заложба за мирна добрососедска политика со почит за суверенитетот и територијалниот интегритет на соседните земји. Својата европска визија ја внесуваше како основа за еден нов квалитет во развојот на регионалната соработка. Неговите активности на тој план ја промовираа нашата земја како лидер во регионалните иницијативи. Свежи се сеќавањата на бројните настани и самити на кои беше домаќин председателот Трајковски и на кои присуствуваа лидерите од регионот и пошироко. Ние бевме горди како граѓани. Политиките на Трајковски беа од особен придонес за постојаната афирмација и за натамошното приближување на нашата земја кон Европската унија и кон структурите на НАТО. Имаше дарба и стратегија да ги одржува еднакво важни и односите на нашата земја со САД и Русија и со Народна република Кина. Нашиот председател Борис Трајковски многу брзо се стекна со голем меѓународен углед. За неговата работа беше одликуван со високи одличија и признанија. Во 2000 година беше именуван за витез на големиот крст од редот на Свети Михаел и Свети Ѓорги, орден и титула што ја доделува Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Истата година го доби највисокото признание орден за заслуги Про Менто Мелитензе на Малтешкиот ред, а во 2002 година беше овенчан со наградата за мир на Светската методистичка организација. Во 2005 година постхумно на председателот Борис Трајковски му беше доделен орденот на Република Македонија, највисокото државно одликување на нашата земја. Трагичниот настан и судбина прекина една брилјантна политичка кариера и еден председателски мандат во негова полнота. Неговиот живот трагично заврши токму на денот, кога Република Северна Македонија требаше да направи уште еден голем чекор на својот пат кон интеграцијата во Европската унија. На денот, кога апликацијата за членство, потпишана и од него, требаше официјално да биде представена во Даблин, во Република Ирска. Тој кобен ден, на 26 февруари, ги извршуваше своите председателски обврски, тргна на пат да ја застапува и промовира нашата земја на меѓународната конференција во Босна и Херцеговина, а судбината одлучи дека од председателската функција Борис Трајковски ќе замине директно во нашата историја. За жал, во делот на историјата на нашите тегоби, на нашите трагични загуби. Почитувани, Борис Трајковски ја извршуваше својата должност како председател во еден исклучително тежок период за нашата земја. Искушенијата со кои се соочуваше исправено и храбро во ниту еден момент не го поколебаа. Својата должност како председател на сите граѓани и како врховен командант ја извршуваше со силен личен печат, со цврста истрајност и посветеност кон универзалните, највисоки етички и човечки принципи во кои непоколебливо веруваше и во кој беше длабоко убеден дека се најдобриот избор. Од таа перспектива не може да се заборави ниту упорноста со која се бореше за зачувување на достоинството на институцијата председател на државата, дури и тогаш кога ги добиваше најсилните удари. Не треба да се заборави неговата цврста определба и неговото уверување дека канцеларијата на председателот на државата е надвор од партиските интереси. Врвен и единствен приоритет во извршување на неговата председателска функција беа интересите на граѓаните и просперитетот на земјата наша. Реакциите, изјавите и пофалбите за неговите политики што доаѓа од целиот свет беа наискрени и сосема различни од вообичаените стереотипи на политичка коректност и љубезност. Напротив, восхитот за неговите политички одговори за најсложените прашања низ кои поминуваше нашата земја, зборуваат максимално илустративно за работата и личноста на председателот Борис Трајковски. Миротворец на Балканот,
разумен политичар, човек со демократски визии, човек за мир и диалог, почитуван лидер и пријател. Беа најчесто споменуваните зборови во изјавите и писмата на државниците и светските политичари како признание и поддршка за неговото дело. Во овие зборови и признанија, изразени од водечките светски државници и политичари, се содржани придобивките од политичкото наследство што го остави Трајковски во неговата државничка кариера. Луѓето што го познава лично и неговите блиски соработници ми велат дека тој безрезервно, без најмал сомнеш, се впушташе во реализација и остварување на задачите и целите што ги поставуваше пред себе, а кои секогаш беа одликувани, дефинирани од интересите на граѓаните. Беше оптимист со јасна представа за реалноста и можностите, а неговата искрена посветеност сведочеше дека за него нема безнадежна ситуација. Тоа најдобро беше потврдено за време на кризата во 2001 година. Во тие моменти, кога пред идината на државата се исправи неизвестност, председателот Борис Трајковски, како одговорен лидер, на своите рамења го презеде најголемиот дел од товарот и во ниту еден момент не се поколеба да го направи тоа, иако бил свесен за потенцијалните последици за неговата идна кариера во политиката. Во таа ситуација, тој во себе го издвои и го стави во прв план државникот Борис Трајковски пред политичарот Борис Трајковски. Откако заврши конфликтот и откако беше потпишан Охридскиот рамковен договор, на 12 декември 2003 година, председателот Трајковски беше поканет на конференцијата Малцинствата во демократијата, што се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Говорот што тој тогаш го одржа пред универзитетската заедница и пред студентите говори за значењето на председателот Трајковски во пресудните моменти за државата во 2001 година. Тој рече: што во суштина беше ставањето на потписот на Охридскиот рамковен договор во 2001 година. Ние во суштина ставивме потпис на проектот Македонија во 21. век. Овој проект има и свое второ име – интеграција наместо делби и взаемна одговорност наместо доминација. Охридскиот документ во основа има два столба. Првиот е децентрализацијата, а вториот правичната застапеност на припадниците на сите етнички заедници во сите државни структури. Првиот столб, децентрализацијата, треба да ја донесе демократијата поблиско до сите граѓани, за да можат самите да одлучуваат за нивната иднина. Вториот столб треба да го распредели товарот на градење на нашата заедничка држава меѓу сите нејзини граѓани подеднакво. Така говореше Трајковски. На тие два столба се издига иднината на нашата земја. За председателот Борис Трајковски, стратегискиот интерес на Република Северна Македонија, незината интеграција во Европската Унија и НАТО, беше визија за реализација на која тој целосно се посвети. Целосно свесен за овој факт, во својата последна јавна изјава по повод потпишувањето на писмото, која придржуваше апликацијата за членство во Европската Унија, тој ќе порача дека задачата со која се соочуваме не може да ја заврши само една влада, само еден председател или само еден министер. Уште порача дека сите мораме да придонесеме за нашата институционална интеграција во НАТО и во Европската Унија. Во име на неговиот спомен и во име на неговите пораки од пред 15 години, ние денеска со право можеме да кажеме дека дел од тие пораки, дел од неговата визија се исполнети. Нашата земја оваа година го завршува процесот за полноправно членство во НАТО. Дами и господа, посеќавањата на сите што го познаваа, од најистакнатите државници до обичните луѓе, Борис Трајковски останува олицетворение на отвореност и блискост со народот. На председателската канцеларија тој даде човечко, хумано лице. Ден денеска се паметат зборовите од неговото последно годишно обраќање во парламентот, кога рече дека тој го започнал мандатот како
председателот на државата со секојдневни состаноци и разговори со обичните луѓе од сите општествени нивоа и дека тоа е начинот на кој тој и ќе го заврши својот мандат. Беше човек од народот. Секогаш наоѓаше време за проблемите на обичните луѓе. Доаѓа тие кај него, но и тој не престана да ги посетува во нивните домови. Се паметат и овие негови зборови. Да бидеш председател и да бидеш свештеник е сосема иста работа. Мораш да ги обединуваш луѓето од различно потекло и со различни мислења. Не треба само да им проповедаш, туку и да им служиш, да ги водиш, да страдаш со нив. Јас имам многу важна морална улога да ги водам, да ги охрабрувам луѓето, да знаат што е добро, а што лошо и да ги натерам луѓето да си веруваат, зборуваше председателот Трајковски. Сопругот и таткото Борис Трајковски беше цврсто поврзан со своето семејство. Со огромна радост, внимание и задоволство го минуваше секој слободен миг со нив. И денеска е тешко да се најдат зборови на утеха и за спокој во нивните срца за огромната загуба за семејството, за неговото лично и за семејството на кое му припаѓаше како државник нашата заедничка македонска држава. Вечна му слава, нека е вечно сеќавањето на нашиот председател Борис Трајковски. Благодарам.